25-та точка разгледување на извештајот за остварените финансиски резултати од работењето на јавното предпријатие Депонија Дрисла Скопје за периодот 1.9.2024 година. Само да ја потсетам дека овие точки се за информирање, дискусија е, односно расправа можна, но не се изјаснуваме по нив. Повелите, дали некој бара збор, отварам претрес? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот. Минуваме на 26-та точка разгледување на 9-месечниот финансиски извештај за работењето на ЈП Лајка Скопје за периодот 1 јануари 2024 30 септември 2024 година. Материјалот е доставен со поканата за седница. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Кирков, повелете. Ви благодарам, председателя. Почитувани колеги советници, почитувани директори, почитувана јавност. Внимателно ја го разгледав 9-месечниот финансиски извештај на ова јавно предпријатие. Имам како советник и како активист, како љубител на животни, како еден од кои највеќе се радуваше на отварање на ваков тип на предпријатие, имам неколку забелешки за недомакинското работење на ова јавно предпријатие. Како вовед, темна е приказката во нашиот главен град со проблемот со бездомните куќиња. На територијата само на Скопје има некаде околу 5000 бездомни куќиња. Ова јавно предпријатие функционира повеќе од 8 години и ние како скопјани не може да се пофалиме дека гледаме некои видливи резултати. Напротив, гледаме дека билтените на МВР се само полни од луѓе кои се нападнати од куќињата скитници кои се во Скопје. Пак ќе кажам, разговараме за градот на културата, за градот на туризмом, сакаме да привлечеме туристи, а во сите оние портали во кои се рекламира Скопје, како град кој треба да се посети, стои забелешка за туристите: внимавајте, Скопје е преполно од куќиња бездомни. И тоа е навистина жално. Ако го разгледаме финансискиот извештај, верувам дека сите советници внимателно го разгледавте, ќе приметите дека овде има стотици илјади евра кои се одлеваат од касата на град Скопје, пари на скопјани, за кои ние како скопјани, како советници треба да знаеме каде зафршуваат нашите пари. За жал, јас не ја гледам директорката на ЈП Лајка овдека за да може да ја прашам за оваа финансиска анализа, но верувам после ова моје излагање ќе добием и писмен одговор зашто и писмено го поднесов ова барање до ЈП Лајка. Па накратко само за информација за вас и за целата јавност. Замислете, се ангажираат адвокатски канцелари, ќе ги споменам со име во интерес на јавност: Јанаки Митревски 370.500 по обарување, адвокат Владко Илиевски 490.000, адвокат Владимир Атанасовски 80.000 денари, адвокат Златко Јолевски 180.000 денари, извршител Благоја Каламатиев 486.000 и останати. Потука сакам да прашам за каков ангажман се најмени овие адвокати и колку од овие предмети кои ги застапувале адвокатите во ЈП Лајка се добиени. Моите информации говорат дека се само 5 или 6. Но сепак оставам на предпријатието ЈП Лајка и на директорката Радмила Пешева да ми даде писмен известие зашто ќе известам и скопската и македонската јавност. Друго нешто кое сакав да споделам со вас, а се однесува исто на овој извештај. Пак ќе напоменам, жал ми е дека не можам да добијам тука јавно одговори за сите да бидеме сведоци. Пак ќе прашам дали Анима Мунди си го приватизира ЈП Лајка и колку вработени од Анима Мунди се на платен список во ова јавно предпријатие. Дали лицето Столе Велковски, кој е председател на Анима Мунди, е вработен како советник со плата од повеќе од 50.000 денари. Гизела Бошковска, надворешен соработник. Наталија Миленковска, адвокат. Ако ангажираме адвокати, зошто тогаш се најмени овие адвокати овдеки и се одлеваат толку пари на скопјани? Така да пак ја повторам, ЈП Лајка не ги исполни очекувањата на скопјани, ситуацијата во Скопје не е алармантна. Се надевам дека за многу кратко време од сега ревизија целосно ќе влезе во јавно предпријатие, зашто ќе побараме одговорност,
а по доаѓањето на нов градоначалник јас сум сигурен дека проблемот во Скопје со оваа тема која е децениска ќе се реши. Ви благодарам.